Како да се постапува со талентираните ученици во училиштата? Одговорот на прашањето го нуди посебната образовна програма за работа со овие ученици, која ќе се реализира во Општинското основно училиште Васил Главинов. Според директорката на училиштето, програмата ќе ги опфати сите деца кои следат настава во Васил Главинов. Тоа е дел од инклузијата, значи проектот инклузија, кој што сме единствени во Велес, или поточно да кажам 3 основни училишта се вклучени во овој проект. Денес е ова единствена обука за талентирани и надарени ученици. Зошто е ова обука? Ние велиме инклузија, меѓутоа во инклузијата се вклучени сите ученици, освен децата со посебни образовни потреби, децата кои што потекнуваат од семејства, некомплетни семејства, ученици со послаб успех, ученици со недисциплина и така натаму, и ученици кои што имаат свој талент и надареност. Обука за наставниците во училиштето деновиве одржаа неколкумина универзитетски професори. Таа треба да им помогне на сите професори да го препознаат и насочат талентот на децата. Овој проект е поддржан од Министерството за образование и Бирото за развој на образованието, кој што се прават сериозни крупни чекори во однос на промена на парадигмата и гледањето на ова ученичка популација и ќе се обидиме ние, оние кои што сме вклучени во тој проект, да дадеме напредок во смисла на институционално третирање на талентираните, посебно на инструментите кои што треба да се идентификуваат со професорката Наудова, која што работиме во тимот на проектот Македонски таленти, ќе дадеме значаен придонес во идентификација на мерните постапки, инструменти кои што треба да ги реализираат, односно применуваат училиштата. Обуката која за прв пат се реализираше во Велес е дел од програмата за инклузија во образованието. Покрај во Васил Главинов, истата се реализира уште во 2 училишта.